Беровските комуналци најавија штрајк. Животот без платија прелеа чашата на трпението. 80-тината вработени не зеле плата од ноември лани, па синдикално организирани најавија штрајк за 1 април. Секој работник се знае зошто оди на работа. Он сака за тоа што го има сработено да земе плата. А ние немаме земено плата, не ни е платено ни пензиско, не ни е платено ни инвалидско, ни здравствено осигурување. 4 плати, просек 15.000 денари, тоа се околу 6.000 денари по работник. Башка плюс овие што се раководителите зимаат малце повеќе плата, така да околу 60 до 80.000 денара по работник. Штрајкот ќе се одвива во кругот на предпријатието. Штрајкот ќе се одвива според законските прописи и регулативи. Штрајкот е најавен вчера до сите исто релевантни фактори. Ќе биде пред управната зграда на комуналното предпријатие. За почеток ќе биде од 7 до 12 часот штрајкување. Основните работи што мора да ги извршуваме, ние ќе ги извршуваме и понатаму. Работниците најавија и радикализација на штрајкот околку надлежните не им го исполнат единственото барање, редовна исплата на платите, бидејќи оваа слика во предпријатието се повторува со години. И покрај нашите обиди, денеска не успеавме да добиеме коментар за најавениот штрајк, но и за состојбата на Беровското комунално предпријатие од директорот Љупчо Дракалски. Сепак нашите информации зборуваат дека ова предпријатие се удавило во долгови длабоки над 30 милиони денари. Освен за плати, должи за реагенси, за вода, за струја, за суровата вода што ја купуваат од водостопанство, за нафта и слично. Исто така финансиската состојба на предпријатието ќе биде тема и на воредната седница на Беровскиот совет, од каде ова предпријатие побарува средства за ублажување на финансиската криза.